Следната наша содржина ќе биде за тинејџерите. Јас добро утро ќе кажам на мојата колешка Сузе и на нашата добро утро Сузе и на нашата колешка колешка Сузен, мојата колешка, нашата гостинка. Добро. Камелија, секогаш сакам да те слушам со задоволство, да ги слушам твоите совети, а поготово толку брзав затоа што се зборува за тинејџерите, со оглед на тоа дека имам дома еден тинејџер и со нетрпение чекам да го слушнам вашиот разговор. Токму темата ќе биде следна: предизвиците со кои што тие се соочуваат. Па повелете. Благодарам многу, те поздравувам тебе, нашите гледачи и се разбира нашата драга гостинка Камелија Симеонова, доктор по специјалист по детска и адолесцентна психијатрија. Наш чест гостин и одличен соговорник на вакви теми кои што верувам дека и тоа како многу ќе ги заинтересираат нашите гледачи, како и секој петок, така и денеска нашата гостинка е од Аџибадем Систина. Поводот е можеби и книгата која што пред неколку дена излезе од печат, вашата книга Оригами, во која што многу директно и без заобиколување го допирате тинејџерскиот период со сите негови предизвици. Тоа е најбурниот период во животот, како што велите, ама и за самите тинејџери, не само за нивните родители кои што никако не можат да ги пофатат промените на своето дете. Колку време ја работевте книгата? Да ви кажам искрено, мотивот за да започнам со книгата беше оној момент кога усуштина работам на терапија со едно семејство и разбирам дека сите се разбираат на различен начин и дека сосема различна перспектива зема родителот од тоа што го кажува детето. Детето многу поинаку го разбира она што го кажува родителот и мата некако ја да сум медијатор меѓу нив кој што преведува што сакаат да кажат. И ми се наметна потребата дека ова дело мора да се креира и да биде на некој начин стварно помош на родителите, бидејќи знаете како ова се многу нови генерации со многу нови предизвици и ја тоа стално го кажам, новите млади живеат буквално на два света и они имаат двојна задача да се допаднат и на реалниот и на виртуелниот свет. И тоа е нешто кое што на родителите навистина не им е познато, бидејќи во нивното време тоа не било така. И многу често во тој процес родителите се затекнати да го споредуваат своето детство со нивното, а тоа навистина не врши работа. И тука беше мотив прв кој што започнав да пишувам книгата и морам да бидам искрена дека тоа не беше нешто што премногу време зема, меѓутоа ги зема оние часови кога мозокот ми е најодморен, да можам тоа да го направам. Ми се чини дека и тоа што сакам да го нагласам за книгата, дека не е теорија во книгата, туку напротив, на родителите им ги нудам оние најчести сценарија кои што се случуваат, значи оние најчести, да речам, диалози кои што ги имам на терапија со нив и ми ја покажувам перспективата, што всушност родителот слуша, што всушност детето кажува и како би можело да се преурами тој демон диалог и да добие на конструктивна реченица, на конструктивна порака каде што и адолесцентот ќе се подсмири, каде што и родителот ќе се чувствува посигурно. Значи вие преведувате она што адолесцентот. Буквално да, како да си преведуваш на тој период. Така се чувствувам, да, и на терапија кога се адолесцентите кај мене, се чувствувам дека јас сум буквално човек кој што преведува ситуацијата. Да, многу одговорна задача и многу инспиративна истовремено. Сега велите дека ова се некои нови генерации кои што не им е лесно и како да живеат на два света. Дали тоа значи дека на овие нови генерации кои живеат денеска со интернет, со паметна технологија, со вештачка интелигенција, со што се не, и вака од моја перспектива како родител сега во моментов, па и баба, би требало да мислам дека на нив, на овие новите генерации, се им е натацна и се им е полесно. Дали е точно дека на нив им е полесно или напротив им е потешко? Да, тоа е многу интересно, зашто знаете како тоа е стално така, кога нешто не разбираме, можеби го подценуваме. И знаете тоа кога ќе кажат дека единците се размазани. А јас не би рекла дека тоа е така, затоа што единецот има, како да кажам, задача да задоволи мајка и татко. А тој што е, например, трето дете ќе каже како не, па сите пред мене, па после јас. Секоја динамика носи своји, да речам, предизвици. И оно кое што нас ни звучи дека е полесно заради достапноста нивна, верувајте дека таа достапност е таа која што ги преоптоварува.
Они имаат премногу содржини прво кои што не се за нивната возраст. Они имаат премногу достапна литература од секој можен начин. Друга работа, лицето на идентификација, нив не им е реална особа, нив им е фотошопирана особа. Особено зборам кај девојчињата, каде што идеалот за убавина и како е поместен. И девојчињата се фрустрирани и гледаме анорексијата сега има подем како никогаш во историја на човечко постоење. Токму ради тие притисоци кои што ги наметнуваат социјалните мрежи, тоа се филтри, тоа се прво се знае белкиња каков лик може да има, се знае очите на белкиња дека не може да се горе на таван. Значи, меѓутоа младите го гледаат тоа го посакуваат, се доживуваат себе дека да, дека не се доволно привлечни. Така што комплексно е и ми се чини дека и оно кој што уште толку ми се чини дека има потешко, бидејќи знаете како они од страната имаат еден свет кој што е виртуелен, богат со на допаминска стимулација и од друга страна они седат во клупа во училиштето каде што ми се чини дека во училиштето е системот кој што сме го учеле ние и генерации позади нас. И некако како да не е адаптиран за новото време. И тука е можеби таа одбивност кон самиот систем, кон самото учење, кон како да кажам, доцнење, ви сега може да се направи нека статистика колку млади сега доцнат на училиште, а доцнат заради тоа што многу малку се мотивирани да одат таму. Цели ноќи се будни, ми се чини, и цели ноќи се на нивните телефони, што е многу загрижувачка ситуација и не знам тоа на некое поголемо ниво мора да се реагира за да се навистина да се забранат таквите активности во текот на ноќта. Многу често слушам родители на деца, тинејџери, адолесценти дека се жалат дека нивните деца стануваат повлечени, помалку анксиозни или повеќе, неконтактибилни, едноставно незадоволни од ништо, па дури и несрекни. Она што го рековте и вие, дека тие гледаат што се им се нуди на социјалните медиуми и сакаат да бидат уште поубави, уште позгодни, уште попосакувани, но тоа некако не секогаш им успева. Што значи кога нашето дете ќе замолчи или кога нашето дете ќе се повлече? Што може сето тоа да кажува? Искрено да бидам, молкот е една од предпазливите моменти кои што родителот мора да го препознае. Знаете зашто го велам тоа? Молкот значи прво молкот во адолесценцијата никако не е физиолошки. Адолесцентот со самата таа хормонална бура, со самите тие промени кои што се случуваат телесни, он мора да даде глас, мора да каже дека нешто му се случува. И обично адолесцентите кога ќе се повлечат, кога ќе се самуваат, они најверојатно и семејството, и училиштето, и другарчињата не ги чувствуваат доволно блиски за да може да споделат нешто. Или можеби во семејството се случува некоја семејна динамика каде што родителите се премногу оптеретени, па тинејџерот претпоставува дека ако каже и он нешто дека тоа би било нели трагедија за семејството и бираат да молчат. Меѓутоа многу полесно, па ќе кажам од искуство, многу полесно родителите го препознаваат бунтот од молкот. И затоа стално велам слушате ги кога молчат, заради тоа што молкот никако не е примарна реакција во таа бурна адолесценција. Секогаш крие нешто што се случува. Никогаш не е без причина. Како да ги препознаеме најчестите знаци со кои можеби е и нарушено и нивното здравје, психичко здравје на децата? Они, нели, ќе земе например депресијата како нели чест идентитет. Знаете, они родителите најверојатно очекуваат дека дете кое што е депресивно, дека ќе биде дете кое што е вака, е повеличено особа. Меѓутоа, депресијата кај младите не е баш така како што е кај возрастните. Не мора да значи дека не знам афектот колку треба да биде паднат, колку треба да падне силата. Меѓутоа, може парадоксално они да бидат опозиционални со нас, може да бидат отфрлачки, може да бидат бесни дома, може да како да кажам, да манифестираат една бунтовна симптоматологија која што не застанува. Ке видите имаат когнитивен пат на училиште, не се заинтересирани за школството, не се интересираат да излегуваат со пријателите. Ама тоа се да го манифестираат на еден, како да кажам, под наводници дрзок начин. И тука родителот нели тоа што толку му пречи, и родителот се конфронтира со тоа. Не може ти вака не сме те воспитувале, тебе вака не сме ти правеле. И тоа што толку прави еден двоен конфликт. И затоа треба многу внимателно да се види
кога почнуваат тие симптоми кај адолесцентот и како се развиваат, бидејќи знаете како обично родителите најмногу им е јасно кога наставникот у школа ќе им кажан доби кец или имаат 10 неоправдани. Школскиот резултат е последица дека нешто се случувало. Никогаш единиците не се први, тоа сакам да кажам. Единиците се само последица нешто што го мачало адолесцентот. И можеби не се чувствувал доволно разбран, можеби не се чувствувал дека има на кого да му каже што го мачи. И факт е дека оној момент како родители кога треба стварно да се запрашаме дали се случува нешто и да бидеме опрезни ако се случува, а тоа е кога ќе видиме дека ефикасноста, функционалноста на нашето младо е како да кажам потисната. Кога работи кои што типично ги извршувал, сега веќе нема капацитет да ги прави. Ако например порано му требало не знам 1 час да научи некоја лекција, сега 3 часа седи и не може ништо да постигне. Му го сервират оброкот, избегнува да јаде. Значи кога сите сфери на личноста се засегнати, тоа е апсолутно индикација да се побара помош од стручна лица. Така. Што се случува кога родителите зборуваат на различни јазици, имаат различни аршини или можеби не живеат под исти покрив, па имаат поинаков пристап кон сето она кое што му се случува како промена на нивниот ќерка или син? Тие различни родителства секогаш прават штета. Независно дали независно дали партнерите се разведени или живеат под исти кров, ако они негуваат два воспитни стила, во тој случај, уште од нарана возраст кај детето се јавува таа конфузија, бидејќи ако постапам вака ќе вика мама, ако постапам вака ќе вика тато, па тука онда пазам пред мама се однесувам вака, па пред тато се однесувам така, па и тоа е целме, како да кажам, тоа троши енергија, пошто ни нонстоп треба да пробува да задоволат едната страна или па знаете како тука се развива она знам дека од мама добивам ова, од тато ова и тука се знаете како тука се постигнува таа селекција и на таков начин не се гради здрав и стабилен идентитет. Токму поради тоа секогаш велам на родителите, дури да не се согласувате, дури да мислите дека нели во моментот детето направило нешто, не знам, за мајката е окей, за таткото не е во ред, имајте исти став. После вие ако сакате на само кога сте зборувајте околу тоа, искарете се меѓу себе зошто така кажате и зошто го направи. Меѓутоа детето да има, знаете како детето нема просеп каде да бега, бидејќи знаете како кога едниот оди на една страна, другиот на друга, знаете детето има баш онака просеп каде да исклиза. Значи, ако се они сложни, ако има да речам стабилна дијада, апсолутно детето ќе има стабилен систем. И многу помалку ќе биде подложно да скршна. Да, така е. Во овој период децата некако многу почесто и ми се чини многу похрабро почнуваат да користат лаги, да измислуваат работи, понекогаш нереални, да не ја кажуваат вистината и тоа знае многу да ги повреди родителите, без разлика дали е тоа таткото, дали е тоа мајката. Каков систем на мерки тука преферираме? Што значи да ги казниме, а да не ги повредиме или да им изречеме некакви мерки кои што треба да бидат воспитни и треба да ги научат на тоа дека овие грешки повеќе не треба да ти се случат? Мене ми се чини дека ќе ви го одговорам на прашање, меѓутоа сакам да објаснам што се случува, зошто лажат и зошто кријат. Барем јас тоа гледам на терапија. Значи детето прво одма ќе објаснам. Бунтот како нели модел на однесување е нешто кое што е реактивно. Јас се штитам дека нешто може да ми се случи. А ранливоста, односно тагата, е нешто за кое што мене ми треба безбедна средина. И, например, ќерката доаѓа и се доверува на мајката, пример, вечерта останав, спиев таму со другарките, дојде еден дечко. И утре дента имаме, Господ знае што сте правеле вие таму, не се знае. И оно што било всушност ранливо, мајката го користи како оружје. Осуда. И тоа пак кажам, ја разбирам, тоа мајката не го прави со цел да му наштети на детето, него тоа го прави со цел, како она мисли, нели, ако ти го кажам ова, дека ќе превенирам ти утре пак да не направиш некоја глупост. И у суштина, детето што учи? Дека ова не е безбедно место за кажување, дека мене тоа после ми го користат како аргумент против мене. И тука најпрво,
почнуваат децата да кријат, да лажат. Заради тоа што не се чувствуваат безбедни во сопственото семејство. Кога, например, на таква ситуација, како што ви кажав, мајката, пример, не се допаѓа, не може да се допаѓа, нели, на која мајка тоа би се допаѓало, меѓутоа, наместо, нели, да покаже бурна реакција, е да, например, постави вака: дали се чувствуваш убаво ти таа вечер? Мислиш дека треба да одиш пак таму, бидејќи штом детето ви кажува, значи свесно е дека нешто направило што не треба и да не бидеме ние дабл трабл од целата ситуација. И у суштина, кога ќе започнат лагите, а пак ќе кажам, тука треба да се преиспитува родителството. Колку ние го прифаќаме адолесцентот таков каков што е. И оно кој што ги кочи родителите многу е, знаете како има моменти кога адолесцентите се премногу зрели. Знаете како со нив се разговараат, со нив се делат она баш животни мисли, животни пораки и после истиот адолесцент ќе закасне и ќе дојде од 2 сабајле и ќе си каже мајката: чекај сега, истиот ти сега ова за ова можеш да бидеш паметен, а вака можеш да се глупираш. У суштина тоа не е дека адолесцентот манипулира, него тоа е објаснето телесно, заради тоа што адолесцентите и самиот процес на растење многу побрзо се развива онаа зона позади амигдалата каде што се емоциите. И они автентичните емоции ги имаат на возрастните, они затоа и разбираат се што се случува. Меѓутоа, на сметка на ова колку брзо се развива, оној преден дел на мозокот, оној префронтален кортекс, он се развива многу споро. И тука кочницата им недостасува. И затоа они во одредени моменти личат дека се супер возрастни, а на моменти се прави деца. Заради тоа што контролата на импулси се уште не е постигната. И тоа секогаш им го кажам родителите да го знаат, за да не се чувствуваат дека адолесцентите манипулираат со нив. Не манипулираат. Тоа е органски, тоа е процесот на раст и на развој и е очекувано и е кај сите млади. Така, убаво ни го објаснивте ова на самиот крај. Еден ваш совет, како да научиме некогаш кога треба да кажеме не, да им кажеме не. Тоа е фантастично прашање и тоа не е чување на нашето дете. И родителите имаат често страв дека кога кажат не, дека децата повеќе нема да ги сакаат и на таа сметка ни попуштаат и работи кои што не треба да се попуштат, меѓутоа ќе ги охрабрам родителите дека не постои дете на овој свет што не си го сака родителот, а ако ние на детето не му поставиме стабилна структура и ако го ставиме тоа да го води системот, да биде едно парентифицирано дете, во таа ситуација ние го оштетуваме нашето дете. А нашето дете, повторно ќе кажам, нема да престане да не сака нас, а ќе нема структура, ќе нема јасност на ден, ќе нема граници и љубовта е многу постабилна кога е предвидлива и кога е во граници кои што не се опасни. Секој пат кога нема граници, постои сериозна опасност од, за жал, многу модерни работи кои што ги нуди ова време. Да, а сепак многу негативни. И на самиот крај, каде можат да си ја набават книгата Оригами? Оригами може да ја набават во издавачкиот центар 3, односно во нивните книжари. Да, јас верувам дека ќе биде добре дојдена, особено сега како новогодишен подарок на сите оние кои можеби и немате идеја што попаметно од книга попаметно не може да биде ништо, особено еден ваков прирачник кој што ќе ви помогне, ќе ве охрабри, ќе ви даде сила и ќе ви даде многу искуствени информации од се она што се случувало на тие семејни средби, терапии, како и да е. Ви честитам уште еднаш и ви благодарам што бевте ова утро наша гостинка. Благодарам поканата, чест ми беше. Така. Подобро објаснување, јас мислам дека не можевме да добиеме и како допираш до сите со твоите изрази на начинот на кој што зборуваш и објаснуваш и секоја чест, Камелија. Како што кажав, предходно колешка, па јас реков колешка затоа што многу ја сакам психологија. Често сум тука како колешка и за колешка да ни. Но ја сакам оваа гранка многу, затоа и треба сите да ја сакаме затоа што ни е во ова време многу потребна, како што си ни потребна и ти да не гостуваш повеќе за да зборуваме на многу теми. Благодарам уште еднаш, секое добро, се гледаме